Почитувани добро вечер, гостин во емисијата Став вечерва е председателот на Сдруженијето Етно Ризница Драган Витевски. Господине Витевски, добро вечер. Добро вечер, поздрав до вашата куќа и поздрав до гледачите. Ви благодарам што одвоивте време да бидете гостин во вечерашнава емисија и да поразговараме за се она што се случува околу активностите на Сдруженијето Етно Ризница. Еве како прво дел од гледачите и граѓаните на Куманово сигурно знаат што е Сдружение Етно Ризница, од кога постои и со какви активности организира, но сепак да кажеме во интерес на оние кои што не се запознаени, но и да ги потсетиме кумановци. Што е Сдружение Етно Ризница, какви активности се организираат во кратки црти, па потоа подетално ќе ги објасниме сите активности. Така. Сдруженијето Етно Ризница е формирано пред 5-6 години како резултат на активностите на една група ентузијасти, луѓе кои ја почитуваат културата, и самото име на Сдруженијето, Сдружение за уметност, култура и заштита на културно наследство Етно Ризница, кажува дека ја кажува нашата мисија дека ние се занимаваме со зачувување на историското културно наследство кое секако претходно го истражуваме, го прибираме, го собираме. Значи, Сдруженијето Етно Ризница постои за да го зачува историското културно наследство на североисточниот регион, вклучително се разбира Куманово како е најголема локална самоуправа. Североисточниот регион како таков некако од културен аспект е занемарен, најзанемарен би можел да кажем во однос на културата, во однос на целата Република Северна Македонија, и ние во Етно Ризница токму се концентрираме на истражување на културата во североисточниот регион. Етно Ризница, покрај повеќето активности кои што ги имате, Етно Ризница, да подсетиме на она што досега е направено, има издадено CD со изворни народни песни, мелодии од североисточниот регион. Може ли да ни кажете за колку песни станува збор, со кои автори соработувавте и како помина промоцијата и на првото CD? Така. Значи, Сдруженијето Етно Ризница во својата програмска активност е зацртано да одиме на терен, собираме стари досега необјавени песни кои во североисточниот регион, навистина во областа Козјачијата, во Кратовските, Гривопланечките села, наоѓаме стари песнопојци кои песните ги научиле од своите претходници и кои доколку не ги испеат, доколку не ги кажат, нормално дека и тие како такви ќе изумрат. Значи, ние може да се пофалиме дека имаме соберено преку 200 песни досега необјавени, која од која поубави. Сите тие песни се со една голема порака. Навистина со една голема порака, и ние првичниот проект кој започнавме да го имплементираме го нарековме трилогија од изворни народни фолк мелодии од североисточниот регион. Трилогија во смисла да направиме 3 носачи на звук во кои би ги поместиле собраните песни. Меѓутоа, како што реков, собравме над 200 песни и активноста продолжува и понатаму. Така да не 3 носачи на звук, туку ќе бидат потребни многу повеќе носачи на звук, за да сето она како културно наследство, фолклорно културно наследство од североисточниот регион го поместиме и го доближиме, особено до помладите генерации. Значи, ние издадовме досега едно CD со 16 песни, од кои 12 по прв пат се најдоа на носач на звук. Второто CD веќе е во завршна подготовка, така да се надеваме до крајот на годината ќе го издадеме и второто CD. За разлика од првото, второто CD ќе биде со песни исклучиво, значи досега необјавени. На првото CD песните ги донесоа, како што знаете, Благица Павловска, Круме Спасовски,
Душко Георгиевски, група Соната, Нино Величковски и така натаму, што ќе каже, значи врвот на нашата фолк сцена, Благоje Груевски и така натаму. На второто CD исто така го задржуваме тој квалитет. Првото CD беше во комплетен аранжман на господин Цане Петров од Биоритам. Музиката, значи инструментите ги донесоа нашите доајени, Гоце Димовски од Синтезис, Бајса Арифовска, која нема инструмент кој не го свири. Така да навистина направивме едно квалитетен еден носач на звук и вториот ќе биде на исто ниво. Може ли да не откриете дел од имињата со кои што соработувате на второто CD? Па на второто CD е нормално. Продолжуваме дел со истата екипа, дел ќе има нови лица, значи веќе Душко Георгиевски си ги испеа една од песните, уште една останува, понатаму Благица Павловска исто така, Круме Спасовски. Меѓутоа на второто CD ќе ги вклучиме и нашиве помлади уметници како што е Мартинијан Кириловски и така натаму, меѓутоа не би ги откривал сите, значи ќе почекаме до крајот на годината, навистина конзументите на народната музика изворна ќе бидат пријатно изненадени од сето она што ќе биде понудено на второто CD. Дури веќе има снимано и спотови за дел од песните, кога се очекува да бидат и спотовите за останатите песни? Па така, значи ние покрај тоа што го издадовме носачот на звук, морам да кажам дека и за една од песните, Месечино царева девојко, нашиот сограѓанин професор Игор Трајковски, кој е извореден аранжер, направи еден нов аранжман за истата таа песна во класична верзија. Така да таа песна во класична верзија ја донесовме во дует Душко Георгиевски и господја Александра Коцевска, професор по соло пеење на Илија Николовски Луј, за која песна веќе снимивме во изработка во монтажа е спот. Исто така во монтажа е и спотот за народната верзија на истата таа песна. Тоа се активности кои се тековни, кои идат онака ден за ден ги договараме, ги работиме, значи не застануваме. Во главном, нормално наша амбиција е за сите песни да направиме спотови, да направиме, видеозаписи како би можеле не само аудио, туку и да бидат и видео презентирани на нашите гледачи. Исто така, една од позначајните активности на Сдруженијето Етна Ризница е организација на познатата шопска свадба, која што се организира на локалитетот Камени кукли во Кратовското село Куклица. Може ли да ги запознаеме граѓаните на Куманово со легендата за камените кукли? И од каде идејата и интересот шопска свадба да се организира токму на тој локалитет? Така. Па како што реков, одејќи на терен, запознавајќи стари песнопојци кои ни ги кажуваа песните, значи прибиравме не само песни, туку и стари обичаи, адети, случувања и така натаму карактеристични за овој регион. Да подсетам, значи дел од североисточниот регион се наоѓа во една така наречена Шопска област, која се наоѓа на централниот дел на Балканскиот полуостров и која се протега на Софискиот, Видинскиот реон во Бугарија, Пирот, Цариброд, Пчинскиот, Јабланичкиот округ во Србија. Маргините се тука некаде по течението на Крива река, кратовските села Куклица, Вакав и така натаму. Прибирајќи, значи, вакви значи, културни, историски забележувања, ние
дојдовме на една идеја. Идејата всушност потекнува од еден господин Стефче Доневски од Кратово, кој во најголем дел ни ги кажуваше, значи и ни помогна во изнаоѓање на сите овие убавини кои полека, но сигурно ги запознаваме граѓаните со сето тоа. Дојдовме до една идеја да пандан на Граличката свадба направиме една манифестација во Куклица на локалитетот Камени Кукли, каде има една прекрасна приказна, што се таму случувало. И може да се пофалиме дека оваа година по 5-ти пат ќе организираме манифестацијата Шопска свадба. Конкурсот е веќе објавен за избор на зет и невеста за таа културна манифестација. Стандардно и традиционално таа културна манифестација се одржува наредната недела после Мала Богородица, која е на 21 септември. Ги запазуваме сите оние адети и обичаи да свадби помеѓу две Богородици не се прават. Самата свадба изобилува со сите адети и обичаи онака како што се правеле свадбите во старите времиња. Свадбата има редица на адети кои се карактеристични за шопскиот дел од нашава република. Карактеристични се неколку такви случувања. Овде би го издвоил, да кажеме, адетот устршници. Тоа е еден адет на шопските свадби каде што таткото на младоженецот објавува дека ќе се оди по невеста, одат по невеста и кога невестата, кога со сватот ќе подадат рака, кога ќе ги изближат нивните деца во брак, тогаш така наречените устршници, кои се коњаници, се собираат и почнува трката од куќата на невестата до куќата на младоженецот. Кој прв ќе дојде и ќе ја донесе веста дека ќе си донесеме уште еден член во семејството, бил даруван со големи дарови, така да и било престиж кој од коњите ќе стигне прв, така да и тука има разни приказни дека една кобила од фамилијата на Големинци била често пати победник, меѓутоа најчесто победник бил коњот Дорат на Јашко од Петриновци, од самата Куклица. Инаку, она што го прашавте за легендата кажува дека некој момче кој е било голем љубовџија, кој живеел на реонот на Куклица, се забавувал со својата девојка и закажал свадба, меѓутоа во меѓувреме запознал друга која била побогата и во истиот ден кога требало да се прави свадба, он прави свадба ама со другата, со побогатата, и сега ова посиромашката излегла рано на Сабајле на полна месечина, се прекрстила и го преколнала да кога ќе ја бакне невестата да се скаменат. Сега тоа бакнување се случило токму на свадбата. така да затоа овој локалитет кој е прекрасен и е магнет за сите наши туристи кои доаѓаат тука на нашиве простори, значи исто така и приказнава е магнет за сите оние кои таму доаѓаат. Инаку самиот тој локалитет, Камените Кукли, се стари повеќе од 10 милиони години, настанале пред воопшто и да постои човекот. Така да тоа е така една интересна приказна и еден лајтмотив за организација на шопската свадба токму на тој локалитет. И оваа година шопската свадба, како и досегашните 4 изданија, ќе започне на 25 септември во среда со замесокот и понатаму ќе си оди со сите своји адети и обичаи до понеделник 30 септември, кога ќе биде полевак,
А централната манифестација ќе биде на 29 септември во недела на локалитетот Камени кукли во село Куклица. Кажавте дека конкурсот веќе е во тек. Така. Очекувате ли голем интерес за учество на оваа културна манифестација и какви се досегашните искуства од претходните 4 изданија? Така, имавме ние младоженци на Шопската свадба и младоженците беа навистина прекрасни, ги облековме во народна шопска носија, специјално дизајнирана невестинска и младоженечка за младоженци. Очекуваме и оваа година нормално да се пријават брачни парови. Амбицијата на Сдруженијето оди во правец да, бидејќи во христијанството значи се дозволени групни венчавки, нашата амбиција е да уште оваа година манифестацијата има вака наш национален карактер, меѓутоа од наредната година планираме конкурсот да го објавиме и во Србија и во Бугарија, така да може да се пријават и брачни парови од целиот шопски регион, значи за да не ги запоставиме нашите пријатели кои се надвор од границите, а сепак таа шопска област е навистина голема и така. Само да кажете, господине Митевски, до кога е отворен конкурсот? Конкурсот е отворен до 15 август. И тогаш значи во Сдруженијето ќе ги избереме двојките, меѓутоа пак како што реков, значи без разлика на тоа што е конкурс, ние најверојатно нема да сите кои би се пријавиле би се венчале. Значи бидејќи се можни групни венчавки, така да тоа ќе го направиме оваа година да биде баш така. Претходните 4 изданија беа масовно посетени, не само од граѓаните од североисточниот регион од Македонија, но дури и од соседните држави. Секако дека манифестацијата поминуваше и во присуство на амбасадори. Така. Од каде соработката со амбасадори и нивниот интерес за посета на една ваква културна манифестација. Така. Значи, како што реков, бидејќи Шопската област се протега во Бугарија и во Србија, свој интерес покажа амбасадите на Бугарија и на Србија. Амбасадорката на Србија Душанка Дивјак Томиќ беше гост на манифестацијата Шопска свадба. А претходниот амбасадор на Република Полска во Република Македонија, господин Јацек Мултановски, беше голем пријател на Кратово, навистина, и во еден така неврзан разговор со господинот и со неговата сопруга, дојдовме на една идеја, токму он да биде кум на манифестацијата. Така да пред минатата година кум на манифестацијата беше господин Јацек Мултановски, минатата година кума беше господја Благица Павловска. За ова година се уште не сме одлучиле, така да манифестацијата привлекува дури 2-3 илјади луѓе на лице место, што се вика, на самиот локалитет. Секако тоа е и затоа што ние како организатори се грижиме да таму инсталираме бина, озвучување, осветлување, бидејќи и во сабота навечер има активности, така да тоа е навистина посетено од голем број на луѓе. Прилика и вечерва да ги поканиме сите кумановци на 29 септември да бидат на локалитетот Камени кукли во село Куклица. Оваа година во саботата навечер ќе имаме уште една манифестација, ќе имаме минатата година тоа го одржавме еднаш, беше навистина прекрасно. Оваа година ќе имаме целовечерен концерт на трио Колегиум, значи фронтмен на триото е господја Александра Коцевска, токму господјата која во класична верзија ја донесе песната Месечино царева девојко. Меѓутоа, за во сабота навечер, за целовечерниот концерт, имаме и други изненадувања. Само
сега би открил уште една тајна, бидејќи се уште не е тоа, нели, не е готово. Неколку песни, меѓу кои и една убава кратовска и една убава стара кумановска песна, ќе бидат, односно веќе се преработени во класична верзија и ќе бидат дел од програмата во сабота навечер. Навистина е прекрасно да се види на отворено, на еден така навистина прекрасен локалитет, навечер со соодветно озвучување и осветлување, еден концерт класичен, навистина, минатата година кој имаше прилика да дојде да го посети, навистина го прераскажуваат. Минатата година тоа беше во очи на 11 октомври, 10 октомври вечерта го направивме концертот. Оваа година ќе биде саботата навечер во очи на шопската свадба. Така да ете и љубителите на прошетка на вакви манифестации може цел викенд да бидат во Кратово, после Мала Богородица нема да зажалат. Господине Митевски, после речиси 2 децениска пауза, Сдруженијето Етно Ризница ќе го возобнови фестивалот на шегубини песни Тумбафест. Вие го имавте тоа ексклузивно право да бидете организатор на овој фестивал. Кажете ни, од каде интересот токму за овој фестивал? Ако нешто не одржало низ вековите наназад како македонска нација, како воопшто, значи, тоа е културата. Живееме во град кој навистина имал прекрасни боеми, има приказки околу Батко Ѓорѓија, има приказки околу многумина наши кумановци кои суштествувале, кои живееле тука. Меѓутоа, шегобиноста на Куманово, на Тумба и 4 бандере, на Батко Ѓорѓија и така натаму, како што рековте, пред 20 на години дојде до идеја да се направи еден фестивал на ново создадена шегобина народна песна. Тоа беше фестивал кој се одржуваше од 1995 па до 2000 година, имаше 6 изданија и има преку 100 многу убави народни шегобини песни кои ги донесоа наши еминентни музичари, аранжери, песнопојци. Останаа голем број на хитови, тука би ги кажал Голем Мераклија, која испеа Беки Бекич, а која е дело на нашиот сограѓанин Боби Петковски, понатаму Еј Розике Бреком Шике и така натаму, да не ги набројуваме, нашите граѓани ги знаат. Сите ние сме сведоци, нема свадбена веселба, нема било каква веселба без да се испее барем неколку пати Голем Мераклија и така натаму. Значи, тие песни останаа и живеат дури и 20 години после нивно, и повеќе од 20 години после нивното појавување на музичката сцена во нашава земја. И ние како здружение со одредени активности зад нас, со некои релации кои ги имаме со музичката фела во државата и така натаму. На неколку нивоа веќе разговаравме на оваа тема. Разговаравме со авторот на Тумбафест, господинот Ванчо Михајловски, кој ни го пренесе правото на Сдруженијето Етно Ризница. Се здобивме со лиценца и со можност да го употребиме името Тумбафест и да го зачуваме и да го возобновиме. Значи, наистина, после 19 години, оваа година, на 23 септември, во понеделник, во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово, ќе се одржи 7-то издание на Тумбафест, фестивал на ново создадена шегобина народна песна. И навистина има голема екипа
организација на оваа манифестација. Навистина сите сме горди, секојдневно работиме и во исчекување сме на тоа како тоа ќе се случи. Еве, по-конкретно, како течат подготовките околу фестивалот, кога е распишан конкурсот, има ли досега, колку песни има пристигнато за интересирани учесници за овој фестивал? Така, фестивалот, значи конкурсот за фестивалот излезе во декември месец минатата година. Конкурсот беше дистрибуиран до сите наши познати уметници, аранжери, студија и така натаму. Беше објавен во дневните гласила по сите правила и прописи како што треба и навистина пристигна голем број на композиции, голем број на песни. Самата појава да еве се возобнови тој фестивал се рашири и навистина има голем интерес. Советот на фестивалот, значи формиравме во јануари месец совет на фестивал, подготовките идат во правец да најпрвин имаше голем број на пристигнати текстови од шеговиен карактер кои беа поделени на заинтересираните и така натаму. И еве, значи може да се пофалиме дека во завршна фаза се аранжманите, дел од пејачите веќе ги испеа песните. Наша амбиција е до крајот на јуни бидат готови, значи сите песни, веќе се избрани песните. Фестивалот кој ќе го одржиме во понеделник на 23 септември ќе има ревијален дел, односно ќе има ретроспектива на она што се случувало пред 2 децении и ќе има дел на нови песни. Во ретроспективниот дел ќе настапат наши познати пејачи кои ги донесоа во тоа време песните и тоа избрани токму оние најголемите хитови. Еве, значи, за актуелна информација, господин Беки Бекич, најголемата звезда на фестивалот дефинитивно од пред 2 децении, доаѓа за да си ја испее песната Голем Ераклија. Меѓутоа ќе настапи и во овој дел на ново создадени од оваа година песни, конкретно еве песната на Беки Бекич се вика Пијаница. Ги споивме, значи, истиот автор кој му ја направи Голем Ераклија, истиот автор му ја прави и оваа песна. Беки е многу задоволен, во неколку наврати контактиравме во Белград, се видовме, направивме договор за негов настап, така да навистина подготовките си течат по некој редослед. Може да како Сдружение Етноризница може да им гарантираме на сите оние кои ќе сакаат да бидат дел од фестивалот, ќе ги очекува голем спектакл. С оглед на ова што го кажавте, значи овој фестивал ќе има меѓународен карактер. Да. Значи покрај Беки Бекич од Србија, на фестивалот ќе учествуваат и двајца пејачи од Бугарија, Васил Валканов и уште еден, не могу знам името, се извинувам, не е битно. Од прва, фестивалот ќе има меѓународен карактер. Амбицијата на Сдруженијето е фестивалот, почнувајќи од оваа година, да си продолжи со својата традиција. Навистина пристигнатите текстови, песни, многумина пејачи кои сакаат да учествуваат. Навистина моравме да направиме селекција за оваа година. Навистина интересот кој го има на нас ни дава за право дека навистина Куманово е гладно за еден ваков фестивал.
Куманово како најголема локална самоуправа во нашата држава заслужува да има фестивал кој ќе ги одбележи карактеристиките воопшто на самото население, нашата срдечност, шегобиност и така натаму. Значи, навистина мислам дека ќе успееме не само оваа година, туку и традиционално да си продолжи да живее овој фестивал, бидејќи ако редица на песни живееле 20 години и се уште нема свадба да не се тие или било каква свеченост, да не се исполни Голем Мераклија, да не се исполни Ја у село не се враќам, За матику не се фаќам и така натаму. Навистина останаа големи хитови, Азган сваќа и така натаму. Навистина останаа големи хитови и бидејќи имам привилегија да сум ги веќе слушнал песните кои оваа година ќе бидат исполнети, навистина за очекување е да имаме еден спектакуларен фестивал Тумбафест. Возобновувањето дефинитивно ќе успее. Колку песни ќе бидат отпеани и се разбира фестивалот е од надпреварувачки карактер? Не. Фестивалот веднаш се договоривме фестивалот да не биде од надпреварувачки карактер. Фестивалот ќе си биде од ревијален карактер. Ќе има за оваа година за возобновувањето ќе има 12 стари песни и 12 нови песни. Така да морам да споменам дека организаторот, Сдруженијето Етноризница, Советот на фестивалот се погрижија за спектакуларноста на настанот да биде на одредено ниво, така да имаме ангажирано и игровни групи изворно тука од Куманово кои ќе ги придружуваат пеачите на сцена. Понатаму имаме организирано пеачка група. Постарите наши сограѓани се сеќаваат како три наши убави пеачки го пратеа, пратечки вокали беа на песната Голем Мераклија на Меки Бекич. Имаме и такви, значи, пратечки групи кои ќе збогатат и сцената и целокупниот, аранжман на сцената. Меѓутоа, би сакал да најавам соработка со фантастичната наша група Нема љутиш. Значи, Нема љутиш ексклузивно ќе бидат, не ни треба други водители, Нема љутиш ќе бидат водители на Тумбафест. И таа соработка оди во правец да уште сега сите они се запознаени со текстовите, со тематиката на песните, така да со секоја песна или со секоја група на песни ќе има така мала некоја шала, некоја најава. Навистина фестивалот, иако ќе има 24 песни, за очекување е дека можеби ќе трае 3-3,5 часа. Сите оние што ќе бидат гости на фестивалот присутни, навистина ќе имаат прилика да присуствуваат на еден спектакуларен настан. Дали Сдруженијето Етноризница за организацијата на овој фестивал има поддршка од надлежните институции, ресорното министерство и слично? Поддршката е во најава. Ќе видиме како сето тоа ќе испадне. Меѓутоа на нас е ние да направиме оно што треба да се направи, да го презентираме, да го промовираме, па да сме живи и здрави од до година. Предпоставувам дека и ќе се најдат и локалната самоуправа и Центарот за култура и сите оние кои веруваат во фестивалот, веруваат во Тумбафест, дека ќе си го најдат своето место во самата организација на фестивалот. Инаку има најава од локалната самоуправа за некоја скромна помош, ќе видиме како сето тоа ќе испадне. Еве и отворен повик до сите оние наши
бизнисмени од бизнисфелата, сите оние кои веруваат дека сето ова може да успее, можат да најдат нели свој интерес во сето ова. Така да е отворен повик за секој оној што сака да помогне во реализација на оваа манифестација. Вратите на Советот на фестивалот, на Сдруженијето за поддршка на фестивалот се отворени. Господине Митевски, пред самиот крај на емисијата, која би била вашата порака како да се сочува културно-историското наследство на македонскиот народ на нашата држава? Овде не можам, ме погодивте со прашањето. Овде не можам, а да не го споменам Винстон Черчил. Значи, Винстон Черчил е премиер на Англија во времето на Втората светска војна и во горниот дом на нивниот парламент, кога се случувала војната, кога Винстон Черчил рекол дека Министерството за одбрана на Англија, на Големото кралство, не располага со комотни средства за да може да се справи со фашизмот, со она што Европа требаше да ја уништува. И еден од нивните пратеници предложил средствата од Министерството за култура да се намалат, да се дадат во Министерството за одбрана, како би можеле да се справиме со злото кое надоаѓа. На таквото нешто Черчил одговорил: а зошто да се браниме ако ја немаме културата? Значи, културата е она што не сочувало. Културата е она што е нашиот идентитет. Има, значи, не само Сдруженијето Етноризница, има и во Куманово и на просторот на нашата република има голем број на здруженија кои и поединци и ентузијасти на кои основното мото им е сочувување на историското културно наследство. Сметам дека секој оној кој може, дали тоа е локална самоуправа, дали се институции, дали се бизнисмени, дали било кој, секој оној кој ќе може да допринесе во заживување на воопшто културното живење, еве конкретно во Куманово и воопшто насекаде, треба да знае дека тоа не се потрошени средства, дека тоа е инвестиција. Јас така би завршил. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Секако дека ќе имаме повторно прилика пред фестивалот Тумба Фест и пред Шопска свадба повторно да поразговараме околу активностите. Ви благодарам. Ви благодарам на поканата и ги поздравувам гледачите. Тоа беше се за вечерва. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.